Она што ќе го збориме, така некаква кованица дупликантско христијанство, бидејќи тоа е некако темата, една општа тема која Павле пишува во ова послание од почетокот и се до некаде втората глава. Но позадината на сето тоа е едно оправдание, едно правдане што тој го прави пред коринтијаните поради некакви неисполнети ветувања. И верувам дека на сите ни се познати ситуациите кога треба да се правдаме. Особено децата се така интересни, забавни, смешни кога се правдаат. И има такав еден случај во кој едно дете поради тежината, поради многото јадење и некои здравствени проблеми, лекарот препорачал да се ограничи хранењето. Тешко е, сите што имаат деца, знаат колку е тешко да се држат децата настрана од храна, но родителите морале да воведат контрола. И така една вечер, касно во ноќта, таткото чул некаков шум во кујната, се симнал да види што е и го видел детето со отворен фрижидер и со раката внатре. И обично во такви ситуации родителите поставуваат глупави прашања. Обично типот, што правиш? Се знае што може да прави едно дете пред отворен фрижидер со раката внатре. Бара храна. Меѓутоа детето без некаква посебно, без некаква збунатост, така некоја видлива збунатост, рекло: "О, сакав само да се изладам раката, ми беше жешко." Наивни се детските правдања, меѓутоа многу честопати наивни се и правдањата и нашите правдања. Кога ние ќе се најдеме во ситуација да не сме направиле нешто, но такви сме по природа, не сакаме да паднеме на грб, да признаеме и си измислуваме различни оправдувања. Политичарите ги наблюдувам, не знам како е на другите земји, но кај нас имат оправдание буквално за се. За се ќе најдат изговор за или неисполнетото ветување, или пак ќе представат ситуацијата како да е дури подобро од онаа што била ветувана. Кај некои луѓе тоа станува дури некаква патолошка појава. Има луѓе за кои велиме, ама никако како мачката да падне на грб. Сегош ќе се најде некој оправдување, а оправдувањето обично се или лага, или полувистина. И за некои луѓе животот се претвора во едно правдање и една голема измама станува. Дури почнуваат не да се веруваат на измамите кои ги користат во оправдањата. Особено во јавниот живот, така со такво убедување се кажуваат нештата, што се добива впечатлок дека навистина се веруваат во тоа што го говорат, во тие правдања што ги користат. Зошто тако вовед? Зашто Павле, како што кажав, во овој текст, и тоа ќе го видиме појасно и понатаму, текстот се почнува во 12 стих на првата глава, меѓутоа завршува дури во 11 стих на втората глава. И нема да можеме, јас целото изучување дека го подготвив, ми фати некаде 13 страници, А4, една проповед ми е некаде околу 4 страници. Така да ќе го разгледуваме тоа во неколку дела. И ќе станува јасно во што е проблемот. На крајот на првото послание во последната глава, Павле им вети на коринтијаните дека кога ќе отиде до Македонија, ќе помине и кај нив во Коринт и ќе се задржи подолго време, ќе се задржи цела зима. Очигледно дека не го исполнил тоа ветување, остварил една посета која била кратка, не била пријатна посетата, била болна и за него, и за коринтијаните, затоа се вратил во Македонија. Во Македонија му било поубаво, отколку во Грција. И таму додека чека во Македонија, добива некакви вести, дека е обвинет, дека не се стои на зборот, дека неговото да не е да, и некои такви слични обвинувања. И Павле во делот ова второ послание пишува за тие работи. Пишува дека не станува збор за измама, не станува збор за неисполнето ветување. И ќе видим неговото правдање е полно со чистота.
полно е со простодушност. И тој самиот вели дека не се раководи, неговото поведение не се раководи од телесната мудрост, од телесните човечки интриги, туку тој во се води од Божјата благодат. Тоест, од она што Бог го сака од него. За него најважно е да ја види Божјата волја која е и да го прави она што е според Божјата волја, она што Бог го сака од него. Така да, тој во неговото правдане, тој самиот им вели, не користи манипулации, така да кажеме, на телесната или човечката мудрост, која се раководи од суета, од его и од такви работи. Дури тој вели, моето отсуство е за ваше добро. Тоест, моето отсуство е од љубов кон вас. Бидејќи многу ве сакам, јас сега не сум меѓу вас. Ви имате проблеми кои треба да ги решите. И кога ќе ги решите тие проблеми, и кога јас ќе дојдам, и тогаш ќе имаме една средба која ќе биде радосна и за мене и за вас. Во оваа ситуација во која сега се наоѓа црквата, други зборови вели Павле, е такво што ако јас дојдам, пак ќе имаме болна средба. Така, им ги објаснува тие работи и ми покажува големата љубов. Има коментатори на Библијата кои велат, со така еден впечаток се создава дека Павле најмногу е сакал црквата во Коринт. Најголема љубов имал кон црквата во Коринт. И така кога се изучуваат тие послания, се наметнува некој таков впечаток. Меѓутоа сметам дека не е вистина. Тој ја сакал црквата во Коринт на посебен начин. Таа му била најпроблематичната црква и во исто време си имал некаква посебна љубов кон неа. Секој дека ги сакал сите своји духовни деца, но тука гледаме некаков така посебен однос. Однос како кон непослушно дете. Љубов како кон непослушно дете. И многу пати, нели, оние послушните велат, ама вие повеќе ги сакате непослушните деца. Тоа е така зашто треба повеќе внимание да се посвети таму. И повеќе љубов треба да се покаже, повеќе време треба да се оддели. И Павле на вистина најмногу време одделува токму на таа црква, најмногу внимание. Не бидејќи многу повеќе ја сака, бидејќи потребата тоа го налага. Многу е важен, многу користен овој текст за сите нас, многу интересни поуки. Бидејќи овој текст е пишуван според мене од едно од најголемите срца во историјата на човештвото и едно од најискрените срца. Навистина неговото срце е продзирно. Ние збориме за транспарентност. И во овој текст може да видим што е навистина транспарентност. Кај него има вистинска транспарентност. И тој воопшто и неговата транспарентност се должи на фактот што тој не се интересира од телесната мудрост, тоа е што суетата негова ќе каже или што другите ќе помислат за него. Нему му е важно да биде транспарентен пред Бог, да биде чист пред Бог. И тоа се некои од нештата што ќе ги видиме овдека во овој текст што нели веќе прочитавме. И почнува текстот со една пофалба, нели едно сведоштво. Тој се фали. Буквално се фали на самиот почеток. Вели, бидејќи нашата пофалба, или овдека е употребен зборот, гордост. Ние се гордееме со нешто. Јас се гордеам со нешто, вели Павле. И кажува со што тој се гордее. И убаво овдека да се подсетиме во какво време за него лично пишува апостолот. Во каква ситуација тој се наоѓа. Минатите две изучувања, јас спомнав дека во ова послание Павле се го излива срцето. Ова послание е најтака лично, најинтимно, најискрено. Тој се отвара буквално пред коринтијаните и се ги кажува маките. Зашто се наоѓа во големи маки. Поминува низ најтешките мигови во животот. Нападната. Нападната е неговата апостолска репутација. Нападнато е неговото служење. Нападната е неговата личност, обвинуване. Неговите послание, неговото пишување нападната, неговата проповед е нападната. И затоа тој им вели додека чека одговор од Коринт, знаејќи ги проблемите, додека го чека Тит да дојде, вели во Македонија додека се наоѓа, никакво спокојство немаше телото наше. Немавме од никоја страна, од никаде не можевме да најдеме некаков мир, некаква утеха. Неспокојни, целосно неспокојни.
И продолжува и вели, притиснати од секаде во маки. Буквално како канонада доаѓаа врз нас неволите. И вели, однадвор борба, а внатре стравови. Тоа е ситуацијата во која тој го пишува, ова второ послание. И верувам дека сите сме биле во некакви такви ситуации, на мак, на немоки, на стравови. И во таквите ситуации реакцијата е на самосужалување. Зошто мене? Меѓутоа, дури во таква ситуација Павле наоѓа нешто со кој што ќе се гордее. Или аз се гордеам, тоест се фали. Не знам дали е посоодветно пофалба или гордост, но тоа е идејата. Има некои нешта, вели, со кои аз можам да се гордам или да се фалам. Дури и во сите напади на кои сум изложен. И тука спомнува неколку работи за кои што тој се фали. Или прво се фалам, или мојата горда, или се гордам со тоа што имам едно чисто сведоштво на совеста. Мојата совест е чиста. А зошто е чиста мојата совест? Сега, тој говори за неговото поведение какво било, а тоа поведение, вели, не со телесна мудрост, туку со Божја благодат во светот и особено меѓу вас. Тоест, јас живеам моето поведение во овој свет и особено меѓу верниците е не според телесната мудрост, туку според Божјата благодат. И ги истакнува овие работи на коринтијаните кои посебно се фалеле со телесната мудрост. Тоест, Павле овдека вели, јас се фалам, јас се гордам со тоа што не сум како вас, со други зборови. Она од што се срамеле коринтијаните, тој со тоа се фали. Со простодушност и со искреност. Во Коринт, и тие го гледаме во првото послание, во Коринската црква, тоа било општ менталитет на градот. Се ценела и троштината. Кога ќе се одело на суд, не било важно кој е прав, на вистина, туку било важно кој има подобри аргументи. Не е важно дали аргументите се базираат на вистина. Важно тие да се убедливи. Демагогијата се ценела. Денес демагогијата е негативна појава, така дека не. Велиме, ово е демагог по негативна смисла. Во тоа време, кога ќе се кажеш некој дека е демагог, тоа било позитивно. Тој успева да ги убедува луѓето. Не е важно што е вистина. И во таа смисла, Пилат го прашува Христос што е вистина. Зашто во тоа време вистината треба да се докаже со аргументи. Ако ти имаш аргументи дека црното е бело, тогаш на вистина црното е бело, зашто се докажува. И со тоа се гордееле луѓето дека можат да ја потварат својата суета, својата гордост, своето его со реторика и со некакви други трикови. И Павле им вели, јас пак се гордеам со тоа што не моето поведение го раководам од телесната мудрост, која тргнува од чисто такви егоистични, суетни мотиви, туку моето поведение се раководи од благодатта на Бог. Тоест, моето поведение се раководи од тоа што Бог го сака во мојот живот. Моето поведение е раководено од спасението што Бог ми го дава. И тука тој се навраќа пак и на проповедта. Неговата проповед е исмејана во Коринт. Зашто тој проповеда за некој си Бог кој умрел за луѓето. Од смешно по смешно. Бог. Боговите кои фрлаат громови кога ќе им здодаде некој човек, решил тој Бог да умре за луѓето. Поголема глупост не сме чуле од тоа. А Павле им говори за благодат. Благодатта е неразбирлив поим за древните елини. Каква благодат? Постои само сила и моки. Ако Бог е мокен, тогаш тој таа мок треба да ја користи и да ги уништува сите непријатели, сите противници. Тоа е логиката, тоа е мудроста. Вистинската мудрост значи силниот треба да го згази слабиот. Инаку не е мудар тој силен, тој е глупав силен човек. А Павле зборува за благодат, тоа е сила
koja se ponizila za da го спаси противникот, грешниот човек да го спаси. Глупости. Павле вели, и тоа е Божјата мудрост. И јас се фалам заради тоа што моето поведение и во светот, и меѓу вас, јас цело време се раководам од благодатта на Бог. Не од телесната мудрост. Божјата благодат. Павле целосно го отврла оној систем со кој се фалеле коринтијаните. И тоа е овдека меѓу сведоштвото на совеста и поведението на крај кој е по благодат, а не по телесност, кажува, а кој е уствари начинот? И вели дека сведоштвото на неговата совест, со кој тој се фали, е простодушност и искреност пред Бог. И користи зборчиња кои се многу така интересни. Во нашиот превод не можеме да ја сватиме така од длабочина идејата, но зборчињата се кованици, интересни кованици. Првиот збор, простодушност, значи уствари еднодушност. Или зборот хаплоте значи единичност, значи нераздвоеност, неподвоеност, неразделеност. Значи не сингуларитет како обединување, туку сингуларност. Едно нешто. Не е подвоено. Душата не е подвоена. Да ние сме го превеле како простодушност, но простодушност има и негативен контекст. Не е душата да е проста, туку душата да не е раздвоена. Или ние имаме збор дволичност. Една душа за една намена, друга душа за друга намена. Едно лице за една намена или еден живот за една намена. Зборот душа значи живот. Тоест раздвоен живот, поделен живот, дупли живот, двоен живот. Живот кој се живее за една намена и живот кој се живее за друга намена. Живот за пред едни, живот за пред други. Тоа е зборот простодушност. А зборот пат искреност, исто кованица од Хелиос, што значи сонце, хиликренија, Хелиос, и кренија кој значи оценка или суд. Тоа, овој идиом, хиликренија, значи да земе, означува човек кој зема или некоја содржина, ја поставува пред сонцето на сончева светлина, за да види дали е чисто, дали е бистро, дали е прозрачно, дали е транспарентно. И Павле вели, моето поведение е простодушно, т.е. не е раздвоено, не е дупло и е пред Бог проверено. Тоест, не е ставено пред сончева светлина, туку моето поведение, моята прозорност е поставена пред Божите очи, пред светлината на Светиот Дух. И во мене нема, мојот живот не е матен живот. Моето поведение не е замаглено поведение. Прозирно е. Пред Бог јас се поставам мојата прозирност, мојата транспарентност. Тоест, со други збори сака да им каже, немам никаква скриена агенда пред вас. Немам никаква намера да ве манипулирам. Она што го правам со наискрени намери, воден од Божјата благодат. И зошто сега сето тоа го кажа? Очигледно тој им говори за Христос распнатиот. Тој може да ги манипулира, како што лажните учители го правеле тоа во Коринт. Што направиле лажните учители? Тој спомнува во првото послание на крајот на 3 глава. Вели, земаа нешто од светската мудрост, земаа нешто од Божјата мудрост и направија комбинација. И велат сега ние сме најмудри од сите, зашто ги имаме најмудрото и од таму и од таму. А Павле им вели, таквите се најглупави од сите. Зашто ти не можеш Божјата мудрост да ја мешаш со човечката мудрост. Или ке имаш човечка мудрост, или ке имаш Божја мудрост. Павле им вели, дојдов да ви ја кажам вистината, зашто мене не ме интересира какви поени јас ке придобијам пред вас. Не дојдов да ви кажам некаква замаглена вистина, помешана вистина. Целото моје поведение, бидејќи немав никакви скриени намери кон вас, да ве манипулирам или злоупотребам, јас дојдов и ве кажав Божјата благодат. Простодушно, искрено, транспарентно.
ние гледаме во првото послание дека имало луѓе кои кажувале да, има воскресение од мртвите, меѓутоа, ама тоа воскресение сега како да го сватиме? Едноставно, самата идеја за воскресение од мртвите кај еден Елин, еден древен човек, гностик, е глупост. Ова тело е грешно тело. Ова тело треба да се уништи. Како може да има телесно воскресение? И сега христијани имају кои во црквата, да, говореле за телесно воскресение, меѓутоа кога ќе излезеле надвор во општеството, за да не изгледат смешни, почнувале да говорат некои други работи. И имат едно дупликат христијанство. Или за Христос. Да, Христос е Бог. Од црквата исповедале дека Христос е Бог. Меѓутоа кога ќе излезеле надвор од црквата, веле, ама нели сите сме богови? Нели нашите души се произлезени од Бог? Нели имаме ние божествени души? Нели сите сме ние божествени? Па и така Христос е божествен. Така, во секој учење се наоѓале да вклучат нешто за да не изгледат смешни пред луѓето во светот. Тоест, се користеле со телесна мудрост. За да нивната суета на крајот не биде повредена. За нив апостолското учење, учењето на Павле и останатите апостоли, било премногу просто, премногу едноставно, во споредба со филозофијата, гностичката филозофија. Затоа сметале дека треба некако да го поправат сето тоа. Тоест да има едно христијанство за пред Павле и за пред црква и едно христијанство за надвор во светот. Едно поведение натре и едно надвор. И се гледајќи го нашето христијанство, денешното христијанство, не е поинаква, не е многу поинаква ситуацијата. Зашто и ние си имаме некаква подвоеност. Знаете ли оно што најмногу недостига во современото христијанство? Најмногу недостига она што недостигало и тогаш, а тоа е апостолското учење. И не говорам само за православната или католичката црква, да што повеќе фокусот е на ритуали, на обреди, на соеверие. Говорам и за евангелизмот. Најмногу што отсутства во евангелизмот е чистата апостолска проповед. Има еден интересен коментар на еден од уредниците на Таймс, и тоа е редакцијата која е за вера во Таймс. Човекот ги гледал христијанските телевизии во Америка. А 99% од тие телевизии ги држат просперитетните цркви и проповедници. Просперитетни проповедници проповедаат на тие телевизии. Имаат многу пари, имаат телевизиски канали и таму проповедаат. И коментарот на тој уредник, редактор во Таймс, е дека на тие телевизии многу малку се говори од богатата содржина и комплексната содржина на Библијата. Многу малку се говори. Вели, да, многу често се спомнува дека луѓето треба да наоѓаат решенија од Библијата за многу области. Меѓутоа, не се говори за кои се тие решенија, што Библијата навистина нуди. И на крајот заклучокот е, веројатно, Библијата не е практична. Веројатно Библијата не дава практични решенија. Не, вистината е дека тие проповедници нудат на луѓето, она што тие сакат да го слушат. А она што луѓето сакат да слушат се забавни нешта. Факт е дека денешниот евангелизам станува се повеќе служба на забава. Да има забава внатре, да биде интересно, да биде привлечно за луѓето. Да им се понуди она што луѓето го сакат, луѓето сакат да слушат овие работи за успех. Како да напредуваме во бизнисот, во здравјето, како да напредуваме во секој поглед. Интересни се спекулативните работи. Има една црква која, например, голем дел од службите ги посветува на ослободување од магии. Јас не сум нашол ни еден стих во Библијата досега. Може би има, може би сум пропуштил. Ни еден стих во Библијата во кој некој ослободил од магија друг. Не сум нашол тако се. Дори не сум нашол стих во кој Христос го правил тоа, нити пак сум нашол стих во кој
Господ Исус кажува на ученици, сега одете и ослободувајте луѓе од магии. Јас не знам, инструкцијата од Библијата кај може да се најде за тоа да му помогнеш на човек да се ослободи од магија. Па нели решението е Христос за се. Поверувај ќе бидеш спасен. Зошто е потребно специјално кршење на магии. И дори тоа е рекламата што се дава по социјалните мрежи. Дојдете на служба, сите вие што имате магија, да ја скршиме магијата. И кршат магии. Ама тоа е интересно за луѓето. Луѓето сакат такви работи. Окултни работи, шпекулативни работи, демонологии, лекувања, пророкувања. Тоа е интересното. Словото, Библијата, изучувањето на Словото. Кој се интересира веќе од тоа? Тоа е нешто заостарено. Сега нови работи да слушаме, интересни работи. И така имаме едно христијанство во нашите догми, така да кажеме, во нашите символи на верата, а друго христијанство во реалниот, во практичниот живот. И тоа е проблемот на простодушноста и искреноста, проблемот на прозрачноста, чистотата и на интегритетот на христијанинот. Човек треба да не биде подвоен, да нема два животи. Особено нели во христијанството. Потоа продолжува и тоа вака како што јас го напишав, излева како она кој последен се смее, најсладко се смее. Не го кажува Павле на таков начин, но има и нешто такво во овој текст. Вели, зашто друго не ви пишуваме, освен она што го читате и разбирате. И тука тој говори за посланијата негови. Посланијата, вели, јас ги пишувам многу разбирливо, многу јасно ги пишувам. Нема некој кој знае каква филозофија неразбирливост во моите послани. Значи, ви пишувам и разбирате. Па се надам дека и до крај ќе го разберете, како што веќе до некаде и разбравте, дека ние сме ваша пофалба, како и вие наша во денот на нашиот Господ Исус Христос. Павле вели, сега има некои кои се фалат со телесната мудрост. Има некои кои се фалат со благодатта. Јас сум вашата пофалба. Во црквата во Коринт видовме дека има неколку групи. Некои се фалели со тоа што се многу мудри, други се фалели со тоа што се многу паметни, трети се фалели со тоа што имаат многу дарби, надарени се, четврти се фалели со тоа што имаат некој водач кој е повеќе од другите, дали е Петар, дали е Аполос, дали е Павле, дали е Христос, се фалеле со различни работи. Фалбата е една од темите во првото послание. И овдека Павле, и овдека сега тој говори за фалба. Или која е мојата фалба? Мојата фалба се оние кои следат благодатта. Мојата фалба се оние кои го следат Христос. И јас сакам тие да останат да ги разберат тие работи до крај. Тоест до кога? Додека не дојде Христос. Зошто? Зошто тогаш оние кои се фалеле со вистинските работи, тогаш најсладко ќе се пофалат. Оние кои сега се фалат со телесни работи, тогаш нема да се фалат. И тогаш ќе се види дека вие сте мојата пофалба и јас сум вашата пофалба. Не во смисла се фалиме со луѓе, туку се фалиме со плод. Се фалиме со спасение. Тогаш кога ќе се види спасението на денот на Христовото доаѓање, тогаш тие кои денес се фалеле и се удирале во гради со телесните работи, тогаш ќе тажат, ќе тагуваат. И гледаме дека на крајот Павле, наградата за Павле, она заради која што тој работи, она која негова цел е да види спасени луѓе. Тоа е единствената агенда на Павле. Нема друга, нема некаква себична. И тој го повторува тоа честопати, например на Солунците, ако некој се каже пофалба биле грците за него. Македонците били уште поголема пофалба. Вели, зашто која е нашата надеж или радост или венец за пофалба? Да не сте ли вие пред нашиот Господ Исус Христос при неговото доаѓање? Да, вие сте нашата слава и радост. Во службата на Павле нема друг мотив. Нема некакви скриени намери. Единствената награда за него, единствениот копнеш за него, е да ги види тие луѓе
на денот на Христовото доаѓање спасени. И тогаш тој ќе се гордее со нив. И тие ќе се гордеат со него. И ќе се фалат. Мотивот, од тука доаѓа правилниот мотив, од тука доаѓа искреноста, простодушноста, од тука доаѓа таа транспарентност на апостол Павле. Зашто тој нема никакви телесни, никакви други телесни намери. Единствената намера е спасението на луѓето. Единствениот копнеш е да донесе души до Христос. И така, тоа се некои основни работи од тие први 3 стиха и ќе дадеме ко заклучок. Христијанството не може да биде подвоено. Не може едно христијанство за пред христијаните, друго за светот. Не можеме да се однесуваме на еден начин во црква, да употребуваме еден јазик во црква, а друг на работа, или во училиште, или на факултет, или каде и да сме. Не можеме еден систем на вредности да пропагираме во црква и да велиме да, ние веруваме во Христос, веруваме во овие стандарди, а во светот пред луѓето, поради телесната мудрост, да не излеземе глупави, еве овие заустанати, да промовираме друг систем на вредности. Тој е проблемот во Коринт. Едно христијанство за во црква, друго за во светот. Не може. Тоа е дуплициран живот, подвоен живот. Не може, како што и животот не може да биде поделен, така не може и личноста да биде поделена на говорење и на постапки. Не може едно да се збори, а друго да се прави. И тука имаме подвоеност. Едно да исповедаме, а во нашите дела да се гледа нешто друго. Треба нашата вера, нашата доктрина и нашиот живот да бидат слејани во едно. Да создадат едно нешто, да создадат сингуларност. И тоа да создадат простодушен живот. И така понатаму во следниот стих тој почна да говори за нашто да биде да и нашто не да биде не. Тоест, секој Божјо да во Христос е да. Да не се случи на нашто да луѓето да гледат, аха, штом тој вели да, значи е не. И да очекуваат потоа правдање, измислување на причини. Зборот што најмногу го потребува кон фарисеите, Христос е хипокритос, кој што значи лицемерие, кој значи исто така повеќе лица, повеќе животи. Зошто? Зашто едно збореле пред луѓето, ама во својот живот друго правеле. Христијаните треба да го живеат, прво, како што живеат и говорат во црква, така да живеат и говорат во светот, и како што говорат, така и да живеат. Потоа, во христијанство не постои духовна елита која разбира духовни нешта, кои масите, останатите, обичните христијани не можат да ги разберат. Зошто го кажувам тоа? Павле им кажува многу јасно слово. Тоа е Христос умре на крстот за вашите греови и така ве спаси. Од јасно појасно, од едноставно поедноставно. Што се случува во црквата во Коринт? Гностиците велат не може да бидат толку лесни работите едноставни. Не. Христос умрел на крстот. Меѓутоа, Христос не бил видлив, не бил реален. Христос бил илузија. Неговото тело било нечовечко тело. Еден куп работи измислили се да додадат кон христијанство за да биде соодветно на нивното учење. И кога ќе го прашат некого од каде е тоа, одговорот бил Духот ни го откри. Духот ни открива нам нешто кои апостолите не можат да ги сватат. Духот не им ги откри на нив тие нешто, зашто они се ограничени, прости. Ние сме посебни. Ние имаме специјално посебно знаење. Фарисеите беа такви. Исто така. Кога дојдоа кај нив да зборат, да кажуват за Христос, слугите дојдоа кај првосвещениците и фарисеите и им рекоа: зошто не го доведовте? А слугите одговорија: никогаш човек не говорил така како овој, како Христос.
Луѓето беа восхитени од со авторитетот. Тие забележуваат дека Христос има нешто посебно во себе. Дека има посебен авторитет. Тој не говори како обичен човек. И тогаш фарисеите што им одговорија на луѓето? Тоест на слугите. Слугите на фарисеите и првосвештениците. Да не се прелагавте и вие? Поверувал ли некој од властите и фарисеите во него? Но овој народ што не го знае законот е проклет. Тоест, велат, да, простите луѓе ќе бидат залажени од Христос. Меѓутоа, ние сме нешто посебно. Ние сме властите и фарисеите, првосвештениците и фарисеите. Тие знаат повеќе. Тие имат знаење кој го нема обичниот народ. И кога дојде Христос, тие што знае многу, го нарекоа син на блудство. Оној кој беше зачнат од Светиот Дух и затоа пише во Стариот Завет дека Месијата ќе се роди од девица, не може да го видат. Оној кој не само што говореше вистината, и самата вистина, не може да го препознаат. Оние што сметаа дека многу знаат. Пред известно време, еден брат, седнавме, изучувавме еден текст библиски и ми рече, знаеш ли дека има христијани, има една црква и пастори, што се таму служители, велат дека нашето проповедање, нашето изучување на Библијата е нешто елементарно, нешто просто. Едноставно, да земеш сега, да го изучуваш текстот и да го проповедаш. Тоа е некакво основно ниво. Тоа е најелементарното ниво. Бог сака нешто повеќе од нас. Бог сака преку Светиот Дух да ни дава некои знаења кои ние ќе ги добиеме така и ќе ги кажеме. Некакви откровенија треба. Овој текст сигурно содржи нешто повеќе од тоа што е напишено. Сигурно има некој значење внатре кој Светиот Дух треба да ни го открие. И знаете што открива обично Светиот Дух на таквите луѓе? Работи кои одговараат на нивната телесност. Тоест, нешто кои се според телесната мудрост. И друго нешто што им кажал Светиот Дух е дека треба да проповедат само убави работи. Тоа е само да им говорат за благодат, за љубов, зашто никој не сакал да слуша за вина, за грев, за суд и за такви нешта. И Бог им рекол, како ќе ги наполните црквите, ако им говорите и лоши работи? Само убави работи ќе им говорите. И така црквите ќе се наполнат. Да, но Бог се интересира многу повеќе од тоа со што ќе се наполнат тие луѓе. Да, црквите може да се наполнат многу лесно. Сме имали случаеви кога ќе дојде камион со пакети, црквата да нарасне за 300-500%. Има различни начини да се наполни црквата, но поважно е прашањето тие луѓе во црква со што ќе се полнат. Зашто се случува цркви полни со луѓе, а луѓе празни со Бог. Се отврла на јасно, едноставно учење, за да се кажне нешто што луѓето сакат да го чуат. Павле вели, јас пишував многу јасно, за да го разберете, простодушно, искрено. Во мојот текст не е замаглен. Мојот текст не е камуфлиран. Во мојот текст нема кодови. Во мојот текст нема скриени пораки. Јасен е. Секој може да го разбере. Не се така едноставни Божите работи, ги кажат некои. Тука ние треба сега да користиме некои окултни, мистични работи. Треба да, дури веќе почнуваат некои да прават и програми компјутерски со кодови, за да може некои скриени значења да наоѓаат во текстот. Такво нешто не постои. Едноставно не постои. И тоа не доведува до тоа. Павле, всушност, ни кажа како да ја толкуваме Библијата. Библијата треба да толкуваме како што е напишена. Павле пишувал оно што го мислел. Оно што го мислел, тоа го пишувал. Тоа е факт. И знаете што? Не е тешко да се изучува Библијата.
Не треба кој знае как. Дури и неверник, човек може да ја разбере Библијата. Човек кој го нема Свети Дух ќе разбере Библијата. Зашто тоа е текст кој се толкова според правилата за изучување на текст. Меѓутоа, еден неверник нема да поверува тоа што е напишано. Светиот Дух не убедува тоа што е запишано да го живееме, да го прифатиме како авторитет, како вистина во животот. Текстот си има правила. Секој што чита вестник, во исто време и толкува. Зашто тој усвоил веќе правила како да чита и да толкува. Тоа е истината. Кога некој ќе ми дојде со некако воодушевување дека открил нешто ново што никој досега го нема расправа од некој текст, тоа за мене не е сигнал за откровение. Тоа за мене повеќе е сигнал за опасност. Зашто христијанството си има своја традиција, наградена на доктрини, на учење. Тоа е учењето. Тоа е учењето и на првата црква, тоа е учењето и денес. Ние не можеме да измислиме. Свети Дух нема да ни даде нешто ново, сензационално што христијаните не го знаеле порано. Со тоа се користат лажните учители. Сите тие нови нешта кои излегоа, например, има современо учење, и во Македонија го има дека Христовите проповеди, Христовите зборови важат до Неговото воскресение. Од тогаш наомо веќе само учењето на апостолите е важно. Тоа Христос што зборил, не е за нас. Господовата молитва, таа е за тогаш, за она време, не е за нас. И колку други нешта, она сврти го другиот образ, тоа припаѓа на некоја друга диспенсација. Не е за нас. И така, Библијата е поделена на еден куп историски периоди и ние си избираме кој од кој историски период важи за нас денеска. И Ева знаеше дека е забрането да јаде од плодот, но сметаше дека непокорството е подобриот пат. Зачуден е колку јасни заповеди од Библијата денес луѓето сметаат дека не се валидни. Та нели Христос им рече на учениците пред Неговото вознесение во Матеј 28 глава, 18, 19, 20 стих. Одете меѓу сите народи, крштевајќи ги во името на Синот, Светиот Отец и Светиот Дух и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Сето Христово учење треба да се проповеда. Се занемарува сето тоа. Зошто? Телесната мудрост е она што го води во голем дел современото христијанство. Да им дадеме на луѓето она што сакат да го слушат. И Павле бил искушуван во Корин, да им даде на тие филозофи таму, на тие гностици да го слушнат она што сакат да го чуат. Но тој вели, јас сум транспарентен, јас сум откриен. Ке ви кажам јасно како стојат работите. И тоа е мојата пофалба. Може да сум смешен, може да сум глупав за вашите очи, но јас сум искрен. Барам знаете на што сум. На што сте и вие со мене. И тоа е еден живот во кој што ќе има искреност, ќе има простодушност, ќе има интегритет. Тоа е она порака со која што почнува апостол Павле, а потоа ќе ми обяснели која е причината зашто не отишол во Коринт и ќе им каже некои проблеми што треба да ги рештуваме во црквата и така натаму. Но за почеток тоа е тоа. Интегритет, простодушност, искреност. Насекаде пред секого. И тоа треба да биде нашата гордост, нашата пофалба. Не колку сме итри, колку сме пред Бог прозирни.